Почитувана министерка, почитуван градоначалник, почитувана директорка на јавната установа Гоце Делчев, почитувани вработени во градинката Срничка и пред се почитувани родители и почитувани и драги деца кои што ќе бидат тука згрижени во оваа нова градинка. Ако добро ја следев директорката, после 35 години за прв пат во Пробиштип е проширен капацитет за сместување на деца, а после 50 години за прв пат е изграден комплетно нов објект, оваа градинка Срничка во рамки на установата Гоце Делчев, во која што ќе можат да бидат сместени децата од Пробиштип. Тоа секако ќе ги намали проблемите со кои што се соочувале во изминатите 5 децении вработените во градинките, во однос на згрижувањето и воспитувањето на децата, меѓутоа и ќе отвори нова можност родителите да можат да подобро го планираат своето време, да можат и мајките, наместо да бидат дома, да работат со оглед на тоа дека децата сега ќе можат да бидат згрижени во оваа комплетно нова градинка. Во новиот објект ќе бидат сместени 74 деца во занималните, во јаслите и ќе имаат најсовремени услови, бидејќи се работи за градинка која што е поддржана од страна на Светската банка, се разбира преку Министерството за труд и социјална политика и која што е изградена според најновите проектантски решенија кои се користат во Скандинавија. Јас и министерката ја имавме таа чест, благодарение на незината работа и работата на незините колеги, да одиме на отварањето и на градинката во Крива Паланка и на градинката во Волково. Идната недела ќе отвориме и градинката во Карпош, што значи дека она што го кажуваме, дека парите се инвестираат кај граѓаните и за потребите на граѓаните и се потврдува преку конкретни проекти кои што се реализираат и кои што се пуштаат во употреба. Ова е објект кој што е вреден половина милион евра. Инаку вкупниот проект кој што го работи Министерството за труд и социјална политика е во износ од 10 милиони, од 13 милиони евра. Со него ќе бидат изградени 10 градинки, односно ова е 10-та градинка која што веќе е завршена и ќе бидат завршени уште 3 градинки во други градови од државата. Соработката со Светската банка, со Европската унија, со Соединетите американски држави изгледа вака, се градат нови објекти, се градат објекти по светски стандарди и се овозможува подобар живот на граѓаните и секако подобро планирање на професионалниот и на личниот живот на сите членови на семејството. За нецели 6 години до сега, низ државата се отворени 81 објект за предучилишно воспитување и образование со опфат од над 5400 деца и 12 центри за ран детски развој, кои што имаат опфат од 400 деца. Тоа е влез на нови над 5800 деца во предучилишниот процес. Новите градинки се градат на вистина по светски стандарди, меѓутоа од друга страна овие нови градинки овозможуваат и нови вработувања. Овде ќе имаме само во оваа градинка нови 25 вработувања, кои што ќе значат и дополнителен економски стимул на општината Пробиштип. Од друга страна и платите раснат. Вие сте сите свесни дека ги зголемивме платите во образованието, ги зголемивме платите во кај негувателите во рамки на Министерството за труд и социјална политика за 15%. Потпишавме и нов колективен договор со кој што ќе има повторно зголемување оваа година на платите, а исто така идната година очекува зголемување и на минималната плата во првиот квартал. Сето ова говори дека Северна Македонија се развива, дека во Северна Македонија има оптимизам, дека во Северна Македонија има потреба од работа. Јас на влезот во Пробиштип и тоа сите можат да го видат, можат и медиумите да го видат, дека после долго време има билборд на кој што компанија од светски реномиран карактер бара нови работници. Тоа не се случувало со декади во државата. И резултатот на тоа е што имаме 8% намалена невработеност и 9,5% зголемена вработеност, со просечна плата во државата од веќе над 600 евра. Јас не ми останува ништо друго освен да им посакам успешна работа на сите вработени во Срничка
Да се заблагодарам на поддршката која што ја доби Министерството за труд и социјална политика од општина Пробиштип, од градоначалникот пред се и од советниците во општината. Градоначалникот е еден исклучително млад, способен човек, затоа ја доби довербата по втор пат да ја води општината Пробиштип, ја води успешно. Пробиштип не е исти таков каков што беше по транзицијата. Ако погледнеме во Пробиштип се отвораат фирми, имаме странски инвеститори. Пробиштип станува и место каде што обновливите извори на енергија се најзастапени споредено со други градови во државата. И тоа исто така може да го видат и да го забележат медиумите. Спортот го вратија. Веќе има спортски клубови кои што се надпреваруваат во лигите во државата, што порано не беше случај. И многу активности и многу содржини кои што фалеа во делот на културата, во делот на забавата на пробиштипјани, а кои што сега се реалност, а во минатото фалеа. И затоа и од мое име, од име на владата, една голема благодарност до градоначалникот на Пробиштип, до Драган и се разбира до советниците и до неговиот тим, и особена благодарност до министерката Тренчевска. Ја знаев кога ја поставив министерката за министерка, дека ќе биде најдобрата министерка за труд и социјална политика, и тоа го потврди преку потпишување на сите колективни договори кои што во 15 години никој не ги имаше потпишано, преку воведувањето на законот за минимална плата, преку воведувањето на нова методологија за раст на пензиите, со која што 26% пораснаа пензиите за само една година, една и пол година од незиниот и мојот мандат, и големиот број на капитални објекти кои што се прават, се пуштаат во употреба, и оние кои што следуваат и ќе бидат пуштени во употреба. Така да една голема благодарност до сите и честитки за сите кои што ќе работат во овој прегов објект. Ви благодарам.